Леари од Италија се шокирани од астрономската сума од 8,5 милиони евра што власта ги плаќа за услугите на уметничката леарница на Фердинандо Маринели од Фиренца. Еден од собствениците на леарницата Арте Бронзо од Верона, Андреа Пизани, вели дека и нив лани во јули им било понудено да ги работат спомениците. Не ја прифатиле работата, од спорна им била целата процедура. Откако во телефонскиот разговор на Пизани му кажавме дека Маринели ќе добие милионска сума, изјави: 8,5 милион евро. Кога ќе ја завршат работата, можат да ја затворат леарницата. Цените се многу високи, сигурен сум. Не можам да разбирам дека ги побарале овие пари. Невозможно е за споменик од 5 метри, 800.000 евра, например. Невозможно е како Скопје ги прифати овие цени. Пизани преку мејл направи проекција на сумите што неговата леарница би ги наплатила ако тие ги леje спомениците. Александар Македонски за 1.200.000 евра наместо 4,5 милиони евра, лавовите 500.000 евра наместо 1.150.000 евра, вториот пар лавови 500.000 евра наместо 1.180.000 евра, Никола Карев за 90.000 евра наместо 750.000 евра и Гоце Делчев и Даме Груев за 400.000 евра наместо 850.000 евра. Вкупно Пизани би наплатил 2.700.000 евра од владата, наспроти сегашните 8,5 милиони евра. Вкупната сума што Пизани би ја наплатил е скоро за 4 пати пониска од сумата што владата ја исплаќа на леарницата во Фиренца. Арте Бронзо не учествува официјално на меѓународниот тендер. Од Македонија конкурираше МЖ Институт. Тие понудиле за 3 пати пониски цени од Фердинандо Маринели од Фиренца, но не реагирале од иземаа некои поситни работи во бизнисот со спомениците. Официјално тие се правдаат дека не им била комплетна документацијата и дека тоа е причината зошто се дисквалификувани.